Јас сум Јас сум она што не се гледа на Инстаграм. Амбициозна. позитивен. Широка насмевка. Љубов. Јас сум мог. Јас сум храбар. Јас сум другар. Секогаш се слушувам, советувам и помагам. Јас сум доволна. И најчесто приказната како јас се доживувам себе си е токму таа. Високо мислење за себе, високо чувство за себе во смисла на авторитет, на доминантност, на супериорност. Јас сум најдобар, подобар од сите, подобар сум во професијата која што ја работам, подобар сум во начинот на кој што се облекувам, подобро се изразувам од сите други, најдобро ја работам работата во која што сум. Темата нарцис. Многу истражувања пробуваат да дадат одговор од каде доаѓа коренот. Таков се родил или таков станал во текот на животот? Нешто се случило. Што се случило ако се случило нешто? Јас па една голема празнина и баш така би го опишала. Оној кој што го има овој проблем, ова нарушување, па една голема празнина, па чувствата на другите. Кога ние запознаваме некого многу добро, ние почнуваме да бидеме на некој начин и ранливи, затоа што почнуваме слој по слој, практично ние почнуваме да ги гледаме работите кои што можеби ќе ни бидат чудни. Чекај малку, зашто јас му се јавив и му кажувам дека имам многу лош ден и ми спушти и ми кажа да не му го расипувам неговиот затоа што има супер ден. Нема каде да бега, знаеш, тој судир ќе дојде. Со душа чекав да ми кажат од зад камерите екипата акција, може да се почне да се снима, затоа што пак денеска имам толку добра тема подготвена за вас, што мислам дека ќе ве држи будни до самиот крај. А пред да ви ја кажам темата за која што ќе зборуваме денеска со мојата гостника, само да ги поздравиме нашите поддржувачи. Dongfeng, еден од најголемите производители на автомобили, познати по својата сигурност и иновативна технологија, брендот кој нуди широка палета на модели од економични градски возила до модерни SUV и електрични автомобили. Smart Living, создадени за модерен начин на живот, комбинирајќи функционалност и елегантен дизајн. Впрочем, ова маса овде што ја гледате и вазната доаѓа токму од таму. F-Stop или Pro фотокамера Shot со целосна професионална опрема и современо осветлување за врвен квалитет на фотографии и видеа, како и впрочем нешто што можеби ќе ви биде потребно ако сакате да снимате подкасти, имате и вакви микрофони, што значи дека овој микрофон овде доаѓа токму од F-Stop. За мојот изглед се погрижија Fashion Group, односно сум облечена, како што добро знаете, од Mango. Ова е дел од нивната нова колекција. Топло ви препорачувам да отидете и да си видите што има таму нешто убаво за вас. Сигурно ќе најдете. Octay CD Hair Studio, како што добро знаете, шминка, фризура, се погрижија да изгледам вака добро и се секогаш професионални и со висина на задачата. Студентарија, не можеме да ги заставиме, бидејќи безрезервно не поддржуваат кога станува збор за менталното здравје, но и ние нив, секако кога се во прашање студентите. Се што сакате да дознаете околу информации за студентскиот живот, ќе најдете токму на нивниот профил. И да не ги заборавиме, нашите сакани Слободен печат, нашиот омилен весник, кој стана дел од нашата култура. Верувам дека го обожавате, го сретнувате на било кое место низ градот, особено кафулињата, каде што го пиете пак вашето кафе. Тие нудат навремени и релевантни информации од земјата и светот. Како да ја представам денешната гостинка и впрочем и самата тема која што сакам да обработиме, тема која што кога се консултирав со тимот, рекоа дека едногласно одлучија сакаме оваа тема да се обработи, те замалуваме Нина да ја вметнеш во ресет, па си реков зошто да не. Кога зборуваме во ресет за менталното здравје, тесно поврзано е со сакањето себе си, тоа цело време го слушаме како фраза, меѓутоа од другата страна на приказната имаме тенка линија нарцизам. Сега, на оваа тема јас не сум стручна, не сум тука да кажувам дали е тоа правилно или не, дали сум го препознала кај некого или пак не, но затоа сум овде исто колку и вие да научиме, да препознаеме и како полесно да живееме со тоа. Така што денеска моја гостинка е психолог, односно мој психолог Бојана Стаменовиќ.
Благодарам на Добре поканата. дојде во Ресет. Благодарам на поканата, благодарам на најавата. Како Едва си ми? чекам и јас да разговарам. Омилена ли е оваа тема за зборување? Лично не толку. Зошто? Лично не толку. Тешка е? Затоа што имаме еден час да разговараме на неа. Ќе откриеме. Значи, темелна е. Темелна е и ако можам веднаш да кажам, една од најпопуларните теми можеби последниве година и половина, особено на социјални мрежи, на TikTok, на Instagram, Facebook исто така, навистина доминира, ако пред можеби 2 или 3 години тоа беше анксиозност, па сите бевме анксиозни. Сега некаде доста е популарна оваа тема и каде што според мене веќе и создава многу голема конфузност кај сите оние кои што читаат и веќе навистина се измешани многу работи, затоа би кажала лично моја понеомилена, не затоа што не сакам да зборувам за неа, туку сметам дека веќе генерално на социјалните мрежи се поминати многу од границите во однос на тоа како се представува. И е според мене многу опасно. Опасно за препознавање, особено што сите сме на социјалните мрежи, будни сме, следиме и некако алгоритмот не учи ако нешто тоа не се случува и во животот или кај нашите гледачи им го вади во листање на таа социјална мрежа, така што и таа тема се провлекува. За старт би започнала како можеме да знаеме дека треба да работиме на себе, сакањето себе и она тенка линија за нарцизам. Која е она тенка линија која што еве од некаде можеме да ја препознаваме? Наш личен или Наш личен. Еве за себе да почнеме. Ајде вака, сакав да се надоврзам, затоа што не сакам да бидам погрешно разбрана. Ќе дадам еден пример, многу краток, па ќе се надоврзам и на твоето прашање. Пред неколку години ми се појави статија на топ 5, мислам дека беа мотивациони говорници во светот. И сега си викам многу интересно, баш сакам да видам што е ова што светот слуша. Овие луѓе заслужено се наоѓаат на оваа листа топ 5. Ме интересира што е она што го кажуваат. Затоа што сите мотивациони говорници имаат одредени начала по кои што се движат, одредена тематика која што ја работат. И ми беше интересно да видам и баш памтам првиот вклучувам и наоѓам на YouTube некоја снимка. Не беше дел од подкаст, мислам дека беше самиот автор си имаше снимано. Јас се запрепастив од тоа што го кажуваше. Во кратки црти, додека ти имаш помеѓу 20 и 30 години. Баш онака, стрикно, помеѓу 20 и 30 години. Ти треба да стануваш рано, да го жртвуваш сонот, да излегуваш и да одиш на работа пред да одат сите други на работа да си одиш последен, не да си одиш прв, туку да си одиш последен, да работиш многу, да работиш прековремено, да даваш се од себе, да жртвуваш се, дури ако тебе не ти е денот или те боли нешто, не застануваш. Ако имаш семејство, ќе им кажеш дека ова е твоето време, каде што ти правиш нешто, создаваш. И јас слушам. И потоа продолжува. Некаде после 40-та година веќе треба да го имаш направено планот, каде што ти ќе се пензионираш. И си викам, леле, колку е ова погрешно. Што ќе се случи ако луѓето навистина ова го следат, дека треба да работат без престан, дека не треба да прават пауза, дека треба да жртвуваат се друго освен работата, дека не треба да имаат свое семејство или обратно, ако имаат свое семејство, прашање е кога ќе го изгубат, затоа што луѓето не начекаат. Луѓето сакаат ние да бидеме присутни во нивните животи. Си викам колку е ова погрешно и почнав да ги слушам и другите, да видам што е она што го кажуваат или да ги барам оние најпопуларни видеа кои што се од нив. Одеа во различни насоки. И тука сватив дека ова беше навистина можеби пред повеќе од 6 години, сватив дека некаде социјалните мрежи даваат простор каде што секој може нешто да каже за било која тематика, дури кога е во прашање менталното здравје и теми кои што се некаде се допираат со менталното здравје, се може да се каже, особено денес во денешно време каде што реално ChatGPT е тука, други платформи исто така многу брза содржина може да дадат, но проблемот е што некогаш најчесто не е проверена и знае да се расплине во многу насоки и многу пати оние кои што читаат од другата страна да бидат збунети. И затоа сега ќе го одговорам и твоето прашање како ние нели да препознаеме. Не можеме.
знаеме само да бидеме екстремно збунети. Па ние сега еве можеме, него имам телефонот со мене, но ќе го направев тоа. Ако побарам обичен хаштаг нарцисизам и да видам кои содржини ќе ми ги даде. Еве, оние кои што моментално го следат овој подкаст, можат и тоа да го направат, да отворат чисто хаштаг, затоа што обично нели ставаме хаштаг, означуваме на оние теми кои што ние ги постираме и да видиме што е она што ќе ни го даде како содржина. И еве предизвик, видете што тоа е точно, што тоа навистина е точно, не тоа што е направено да вие сметате дека е наменето за вас. Затоа што не секоја карактеристика наша лична, со која што ние можеби во периодот од животот не се носиме најдобро или не си ја сакаме. Едноставно сите имаме некоја карактеристика, не си ја сакаме. Пример, јас не си сакам тоа што сум многу тврдоглава. Не си ја сакам, навистина. Поред некоја категорија можеби спаѓам во нешто, ама еве не си ја сакам, но сум тврдоглава. Можеби некој навистина се сака себе си, си се сака на здрава љубов спрема себе, си се сака, си се уважува, си се цени, на своите грешки не гледа како огромен пат, туку си вика, да, направив грешка, ќе научам. И сега замислете, наоѓа на пост кај што чита, нарцисизам, се сакаш себе си, не даваш, не ги земаш во предвид твоите грешки и т.н. и ќе си кажа, леле, јас сум нарцис. Ако не го провериме тоа и го сватиме здраво за готово, е многу опасно, затоа што потоа како ние реагираме самите кога нас не се лепи етикета одредена. Дали е тоа нарцисизам, дали е тоа анксиозност или депресија, некогаш можеме да се соживееме и да се уиграме со тие етикети, што многу пати знаеме и самите да си ги дадеме. И затоа јас би рекла, не можеме, кога ние ќе читаме нешто, ние можеме од прилика да насетиме и да кажеме, чекај малку, се пронаоѓам во некои постови. Тоа многу пати го имам кај клиенти, знаат да кажат, Бојана, читам некои содржини околу анксиозност, се сомневам, дали ова што го имам анксиозност или е можеби моја нормална реакција на сето она што ми се случува моментално во животот. Ајде да видиме. И ова е вистинското. Ако се сомневаш дека можеби се пронаоѓаш во таа категорија на нарцис, и ако сметаш дека тоа може да ти направи пречка во твојот секојдневен живот, во односот со луѓето околу тебе, има место каде што тоа можеш да го провериш, не го прави сам. Долг одговор, признавам. Вака и јас имам многу прашања. Знам. Дали нарцисот се сака повеќе од нормална личност или пак се лаже себе, па сака да ги убеди другите луѓе да го сакаат него, тоа му дава некоја, нели е таа празнина се полни? Значи, да има повеќе прашања сега. Се наместам. Ајде. Вака, многу популарна тема е и јас многу сакам филмови, серии, обожавам, гледам, читам, следам се што излегува ново. Особено Netflix како платформа ми е феноменална. Зошто? Затоа што се што е трендовски го има на Netflix и обратно. Netflix знае да пласира многу работи кои што потоа знаат да бидат тренд. Дали се тоа дестинации за патување или земји во кои што потоа ќе имаме наплив на заинтересираност да се патува, или обратно преку содржината да отвара теми кои што не се толку многу разработени. Темата нарцис, мислам дека доста се преплетува, дали како ликот дел од некоја серија или можеби спореден лик или е тоа главна улога, доста е присутно. И зошто ова го кажувам? Затоа што некаде покажана интерпретација како тоа изгледа, нели, во нивен различен секојдневен живот, дали е на работа, во партнерска релација или како родители, прикажано е. Сега ние мора прво да знаеме дека кога ние кажуваме дека некој е нарцис или кога некој има нарушување, ние не ги фрламе овие термини од ракав. Ние не зборуваме за човек кој што се сака себе си, кој што е арогантен, препотентен, да кажеме некои чести зборови кои што знаеме да ги слушнеме. Тоа не е доволно да ние некого сместиме во категорија на нарцисоидно нарушување на личност, затоа што ние зборуваме за една категорија на нарушување на личност. Кога ние кажуваме дека некој е нарцис. Сега, не спаѓа само оној момент дека некој навистина не ги зема во предвид чувствата на другите или дека си ги зема само во предвид своите. Тоа е само еден дел. Тоа мора исто да го разјасниме. Затоа што е многу покомплексно. Еве ако тргнеме малку наназад,
многу истражувања пробуваат да дадат одговор од каде доаѓа коренот. Зошто некој човек е таков? Таков се родил или таков станал во текот на животот? Нешто се случило. Што се случило ако се случило нешто? Пробуваат наназад веќе изминативе години да се најде тој одговор од каде доаѓа, да речеме, ова нарушување. Сега има истражувања кои што викаат микса поради она што се случувало во раното детство и можеби некои генетски предиспозиции. Имаме други истражувачи кои што викаат не на некакви генетски предиспозиции, рано детство односно мајка. Имаме трети, викаат рано детство односно мајка ми таткото, не можеме да го исклучиме. И потоа имаат и други кои што викаат да се ова и плюс целиот живот, искуството од целиот живот, нешто се случува и се јавува. Така да тргнеме од таму и самото тоа кажува дека не е едноставно, туку е многу покомплексно. И тука зборува повеќе за луѓето како се гледаат себе си, наспроти целиот свет околу нив. И многу пати е практично судир со оној мој свет во кој што јас ја имам изградено личноста, представата што ја имам изградено за себе, како јас се доживувам и се гледам себе си и како јас ги доживувам и ги гледам другите. И најчесто приказната како јас се доживувам себе си е токму таа, високо мислење за себе, високо чувство за себе во смисла на авторитет, на доминантност, на супериорност. Јас сум најдобар, подобар од сите, подобар сум во професијата која што ја работам, подобар сум во начинот на кој што се облекувам, подобро се изразувам од сите други, најдобро ја работам работата во која што сум. Јас сум најдобар родител во однос на како јас сум родител, без разлика што јас добивам како фидбек од останатите. Така да во сите сфери се натегаат и се протегаат сите овие димензии. И потоа доаѓа оној друг момент, недостаток на емпатија. Недостаток на емпатија да јас ги разберам другите. Мислам дека на почетокот спомна една голема празнина и баш така би го опишала. Оној кој што го има овој проблем, ова нарушување, па една голема празнина, па чувствата на другите. И како да недостасува еден мост, како јас да дојдам до другите за да ги разберам, за да можам да разберам како е во нивните чевли. И секако дека само тоа подоцна прави проблем во сите оние релации во кои што ние потоа припаѓаме, живееме. Така да, еве пример, само колку е ова комплексно и не е толку едноставно, но секако онако што ние ќе го видиме сосема различно на површното. Да, но не е доволно. Сликата и тоа што е во суштина е драстична разлика. За да биде и појасно на гледачите и на оние кои што не следат, иако и ти кога зборуваш и јас сакам да научам нешто, да не е збунувачки, можеме да го пренасочиме нарцизмот пример во романтичните врски, партнерските односи. Како изгледа кога една особа ќе влезе или на почетокот ќе почне да се запознава со друга, а да не го препознае дека е нарцис, пример? Кои се оние први фази кои што ги покажува една таква личност? Ке се насочиме, ама морам да го кажам ова. Обично луѓето кои што имаат предиспозиција да влегуваат во релации со луѓе кои што ајде ќе ги накажеме нарциси затоа што е пократко, имаат предиспозиција затоа што можеби во нивниот ран живот и рано искуство, можеби некој од родителите има некоја слична приказна. Така да и ние не случајно ги бираме нашите партнери. Копинг механизам или по-комплексно е да се задржиме на партнерите. Затоа што ќе одземе време. Ама па ќе кажам, секоја врска која што почнува е приказна за себе. Значи, ова го кажувам затоа што не би сакала да она што ќе го зборуваме, до оние кои што гледаат да се обидуваат баш да препознаат по збор до збор, туку би кажала секоја врска е приказна сама со себе, но има одредени димензии од почетокот на една врска, од самата врска кои што можат да, бидат како црвени знаменца. Ние на почетокот не можеме да знаеме дека можеби си имаме работа со човек кој што е нарцис. Не можеме да знаеме. Јас многу би сакала и многу пати тоа го кажувам, колку би било полесно да на луѓето им пишува вака на челото, да речеме, не знам со што ни доаѓаат. Многу ќе биде полесно, многу ќе ни заштеди време пред се. Ама од друга страна нема да ги научиме лекциите кои што ќе ги научиме откако ќе го имаме искуството со тие луѓе. Така да ние на почетокот не можеме да знаеме, нема нешто што нас би не предупредило. Затоа што најчесто нарцисите многу се грижат околу
околу сликата која што ја представуваат за себе, ја даваат за себе на надворешниот свет. Така да тие ќе бидат грижливи, ќе бидат внимателни како партнери, зборувам на почетокот. Ќе им биде важно во смисла дали партнерката или партнерот убаво изгледа, како зборува, како се однесува, така да внимателно ќе изберат со кого ќе бидат во врска, во било каков однос. Но, што се случува? Таа слика грандиозна што ја имаат за себе и тој свет кој што го градат за себе, многу е кршлив кога доаѓа во судир со надворешниот свет. Најбрзо може да дојде тој судир кога ние практично влегуваме во блиска релација и близок контакт со било кој. Дали е тоа партнер, дали е тоа можеби најдобра другарка. Кога ние запознаваме некого многу добро, ние почнуваме да бидеме на некој начин и ранливи затоа што почнуваме слој по слој да се отвараме некому. И кога ние се наоѓаме во една врска, слој по слој, како што ние се зближуваме, практично ние почнуваме да ги гледаме работите кои што можеби ќе ни бидат чудни, нелогични, ќе почнеме прашања да поставуваме кон личноста или ќе почнеме прашања да поставуваме кон себе, во смисла чекај малку, зашто јас му се јавив и му кажувам дека имам многу лош ден и ми спушти и ми кажа да не му го расипувам неговиот затоа што има супер ден. Пример, Тоа е во ред, не е во ред. Па, апсолутно не е во ред. Ако Така, партнерот да ти те се јави, слушнам. ако партнерот ти се јави и ти каже, пример, имам ужасен ден и при тоа, пример, плаче или чувствуваме по гласот дека е доста емотивно нешто во прашање и кажува, мене навистина ми е потребно да се чуеме, нешто се случило. И од другата страна добиеме ладен одговор во смисла, ми го уништуваш расположението, испушта слушалка. Или добиеме исмевање. Леле, еве пак ти со твоите драми, или пак ти се нешто тебе ти се случува, или па самата си крива зашто така ти се случува или крив. И не добиеме поддршка, не добиеме разбирање, не добиеме топлина, а е место од кое што ние би требало тоа да го земеме, да го добиеме. Сигурно ќе ни направи некое прашање да ние си поставиме и да си кажеме, чекај малку, ова не беше окей. Може би прво ќе се исплачаме, секако. Ама од друга страна, по некој време ќе кажем, ова не беше во ред. И ќе прашаме, зошто кога ти се јавив и се обидов ова и ова и ова, од тебе добив спуштање на слушалка. Сега еден пример само давам. И ние секако дека може би ќе очекуваме извини, навистина сгрешив, не очекував дека навистина толку ти е тежок денот, претарав, не ми беше окей реакцијата. Добиеме, може би игнорирање, може би на нашето прашање ќе добиеме одговор со тоа што него навистина го повредило или другата личност. Односно нема да добиеме никаков увид или емпатија во однос на тоа што нас не се случило. И сега една ситуација, втора, трета, најверојатно ќе отвара прашања. Може би ќе почне, нема да биде само прашањето зашто не добив тогаш соодветна реакција, може да биде зашто кога отварам вакви прашања, не наоѓам разбирање, не наоѓам поддршка, не наоѓам топлина. И тогаш веќе ќе почнат да се отвараат прашањата, но самите прашања што ние ќе ги поставуваме во самата релација, во самата врска, партнерот или партнерката нема каде да бега. Знаеш, тој судир ќе дојде. И тогаш веќе почнува да станува поинтензивно. Поинтензивна може би манипулацијата, поинтензивни да бидат разговорите. По она што го истражував околу нарцизмот, иако не многу сум придавала значење лично, меѓутоа како се движиме со годините, сакаш да се повеќе знаеш за односите и однесувањата на луѓето. Па она што го кажува интернетот, еве, првиот чекор е за таквите личности да можеш да препознаеш love bombing. Односно дека на почетокот е се, нели, како што кажа и ти, совршено, прекрасно, не можеш да најдеш мана, секаде си најдобра во таа личност, не во тоа друштво. Како можеш да се потпреш на ваква личност? Дали можеш да се потпреш? Колку можеш да се потпреш? Многу интересно, затоа што не значи дека овие луѓе се лоши луѓе. Не значи дека ова се луѓе кои што ние сега треба да ги отфрлиме од општеството. Дека не треба да ни бидат пријатели, родители, партнери, партнерки, наши деца можеби, не значи апсолутно. Има еден момент, а тоа е дека прво треба да знаеме нели со кого сме во однос, со кого сме во релација, прво ние да бидеме свесни, затоа што многу од работите кои што можеби ќе се случуваат, да знаеме да не ги препишуваме на лична основа, да знаеме
дека е дел од една многу поширока приказна. Второ, она кое што исто е важно, секако терапијата, апсолутно. Сега многу е тешко да еден нарцис признае дека има проблем. Дали ти доаѓа на терапија кај Знаеш, тебе? многу е тешко да се признае дека има проблем и да почне да го работи проблемот, но апсолутно кога се работи на тој проблем, и нарцисите успеваат да одржуваат релации, блиски, да важни, да успеваат да ја видат и другата перспектива на другите луѓе, да работат и на сликата за себе. Апсолутно се одржува, возможно е. Но е потребно време и не е успешно во фала Богу, во секој искуство. Но е многу тешко да дојдат. Апсолутно. Така да Комплексна тема ќе треба да останеме можеби малку подолго, ако ги отвараме сите, знаеш, тоа е јас многу пати кажувам кога зборуваме на некоја тема, ние навиду мислиме дека е едноставна и секогаш кажувам визуализира еден голем шкаф од земја до горе, до таванот. И мали, сосема мали фиокички. Секоја фиокичка е некоја различна димензија, различна перспектива. И не можеме ние да гледаме толку едноставно на толку комплексни моменти, особено како што ако зборуваме веќе за една личност, особено и нарушување на личност. А знаеш како, Бојана, јас мислев дека нарцисите навистина се сакаат себе си. И тоа многу дека се сакаат себе си. Всушност, кога ќе почнеш да купаш малку подлабоко, сваќаш дека тие па и не се сакаат нешто многу. А сепак сликата е сосема друга надвор. И што ти беше интересно во тоа? Ми беше интересно да го разработиме самава дефиниција на таквите личности во самите односи. Зошто те прашав? Затоа што многу малку луѓе би копале и да видат што е она што се случува од другата страна. Не од позиција дека ние безрезервно треба секогаш да ја разбираме другата страна, за сметка нели на тоа како ние ќе се чувствуваме понатаму, туку многу е добро некогаш да малку прокопаме и да видиме што се случува од другата страна, за да можеме да разбереме, за да можеме да знаеме како да се поставиме во иднина, што можеме да направиме и што е во наша моќ. И што не засега нас во релацијата. Затоа е добро да секогаш знаеме што стои од другата страна. Особено број 1 да не ги доживуваме секогаш лично работите. Затоа што најверојатно голем дел од работите не се однесуваат кон нас, туку многу повеќе зборуваат за самата личност. Така да, апсолутно кај нарцисите, она кое што ние го сметаме дека се сакаат себе си. Безрезервно, безусловно. Но во суштина има една голема празнина и недостаток на љубов кон сами себе. Како тие мислиш дека си ја даваат љубовта кон себе? Па тоа е делот од терапијата, која што го напоменав, дека кога веќе ќе почна да работат, ќе работат и на тој момент. Веќе спомнав ситуација од рано детство, искуство од рано детство, искуство во текот на животот. Не е само таа една релација која што ќе ги донесе можеби на терапија, можеби се низ на други релации кои што можеби и самите не можеле некогаш да си ги објаснат. Ама еве сега се случува нешто и сака да си објаснат. Долг патот не е едноставен. Дали нарцисите некогаш одбираат кого ќе пуштат во своја близина и кои карактеристики треба да ги има таа личност за да речат, добро, ова личност можам да ја пуштам близу до себе? Дали тоа треба да е емпатична личност или не? Многу ми е интересно како ми ги поставуваш прашањата, затоа што, знаеш, како чек-листа испаѓа. Чекај да знам, да видам, да знам, окей. Ме интересира како и секој да гледаш. Да, но пак ќе кажам, еве ќе одговарам, но пак ќе кажам, нека не биде тоа водилка, дека автоматски секогаш треба да биде така. Веќе напоменав дека најверојатно ќе изберат луѓе со кои што ќе изгледаат добро. Затоа што може би социјалниот статус, како мене ме доживуваат другите, со кого јас сум виден, со кого мене другите ме гледаат, дека се дружам, ќе сакам тоа да го прикажам и ќе ми биде важно, па ќе избирам луѓе, може би од повисок статус од мојот, јавни лица и така натаму, ќе ми биде важно. Но од друга страна може да се случи на обратното, ќе избирам лица кои што јас во сите, може би во нивниот поглед, јас ќе бидам над нив, подобро ќе се облекувам, подобра работа ќе работам, па може би тој момент на сатисфакција ќе го добивам кога ќе се дружам со оваа група на луѓе, затоа што во секој бидам најдобар. Нема некое правило, но пак ќе кажам, не е самиот момент со кого јас избирам и како јас ги избирам, туку што се случува откако јас ќе изберам луѓе. Зошто? Затоа што она што е карактеристично е дека овие луѓе не се задржуваат во животите на нарцисите. Она кое што е многу интересно е што луѓето се менуваат. И тоа се луѓе кои што може би имаат
хаотични, кратки, но хаотични врски, романтични. Луѓе кои што можеби имаат исто кратки хаотични пријателства или луѓе кои што немаат длабоки пријателства, некако имаме чувство дека се познаваат со многу луѓе, имаат многу познаници, но вистинско длабоко пријателство немаат. Немаат близина затоа што не успеваат да ја изградат. Или од друга страна и луѓето генерално гледаат дека немаат што да земат од таа релација, нема длабочина. Па потоа одиме понатаму, гледаме дека имаат и многу површен однос со родителите, со семејството. И доколку има член од семејството кој што можеби ја нарушува сликата. Има проблем некаков здравствен, со зависност, или работи професија која што можеби социјално не е пожелна, тогаш многу пати се случува и е често приказната да нарцисите ги тргаат од својот живот. Затоа што пак ќе кажам, ќе им биде важна сликата што ќе ја пренесат на општеството, на луѓето што ги гледаат околу нив. Но не е тоа мерило. Туку мерило се сите овие карактеристики кои што досега ги разговараме. Затоа што некогаш и личност да дојде, да речеме еве на сесија, ние нема да можеме да знаеме дека ние си имаме работа со нарцис, условно кажано. Потребно е време. Најголема промена се случува кога ќе поканиме дали може на наредната средба да дојде партнерот или партнерката, или дали може на наредната средба да дојде керката, синот, и никогаш е сестрата, никогаш е братот. И кога таа личност ќе почне да даде друга димензија, да дава други погледи, други перспективи, на барем еве дел од проблемот за кој што оној доаѓа, тогаш веќе почнуваме да разгледуваме можности, па испитуваме во одредена насока. Но не е толку брзо, не е толку лесно, еве дури ни за мене. Не е лесно. Не можеме, ние не читаме мисли, немаат етикета луѓето и потребни се многу би било лошо кога ние би можеле да пресечеме и да донесеме одлука и да пресудиме многу лош збор, да ставиме етикета. Аха, овој човек има нарцисоидно нарушување на личност. И да тоа го кажеме на прв поглед. Тоа е апсолутно погрешно. Не можеме да знаеме, ниту јас можам да знам. Потребно е време. Колку долго време? Од прилика? Па доколку ако јас се работам со оваа личност, значи ќе треба одреден број на сесии. Доколку јас се дружам со таа личност, ќе ми требаат повеќе интеракции, повеќе можности да јас можам да разговарам, да имам разни искуства, да можам да ја наблюдувам личноста во повеќе аспекти од едно неизино секојдневие, за да јас можам да кажам, чекај малку, мене тука нешто ми е чудно. Но веднаш, само врз база на неколку карактеристики, на неколку ситуации, многу е лошо да ние донесеме заклучок. Тоа е исто како некој човек кој што може би минува низ многу тежок период. Тежок, личен, животен период. Сите ги имаме такви. Тажни сме, не ни се излегува, не сакаме да бидеме со многу луѓе, губиме волја можеби за работа, за работите што претходно сме ги правеле, но ако ние го заборавиме контекстот, чекај да видиме што се случува на нас за тикс временски период за да една личност вака се однесува токму денес, тогаш можеби ќе имаме разбирање и ќе кажеме оваа личност имаше 2 загуби плюс раскина врска. Сосема очекувано да биде тажна, да сака да биде малку сама, да и треба време да биде сама со себе пред да може да споделува и со другите. Можеби многу ќе биде лошо ако ние кажеме што? Депресија. Апсолутно погрешно. Многу неблагодарно да ние баш онако од ракав ги фрламе овие термини. Затоа се во животот, така секогаш кажувам и тоа ми е некако начало и мое лично за се во животот, дека треба да бидеме внимателни. Затоа што оваа личност, еве конкретно, ако ние зборуваме за нарциси, за нарцисоидно нарушување на личност, и овие лица се луѓе. И на нив им е тешко. И на нив некогаш им се случуваат работи кои што не може да си ги објаснат и не знаат како. И се однесуваат на одредени начини на кои што знаат дека можеби на крај верувам дека не им прави да се осеќаат убаво. Да, можеби доминантно ќе биде на чувство сепак дека јас издоминирав, јас победив во ситуацијата, ама пак не им е окей сами со себе. Не им е во ред. Кога тоа е онен момент, пример во партнерските односи, кога убавото не завршува, туку се случува некоја промена? Како мислиш кога се случува промена, па кога почнуваат да се менуваат? Може да биде по одреден број на време,
X време, може да биде кризна ситуација. Под кризна ситуација, размислувам, може да биде раѓање на прво дете или на дете, може да биде преселба, може да биде менување на работно место, може да биде промена во физички изглед, може да биде успех работен кај партнерот, на партнерот почнува да напредува, пример да речеме, може да биде тригер многу животни ситуации, затоа што животни ситуации сами по себе, позитивни или негативни, знаат да бидат стресни. И затоа кажав, стресни ситуации животни кои што знаат да направат промена во една релација. И еве ќе земеме пример. Врската може да биде одлична и да биде супер. Но што се случува кога едниот почнува да станува поуспешен? Пример, еве сега ќе ја дадам баш онака ситуации реални. Не возел кола, зависел од партнерот, кој што имал задача да секогаш превезе, пренесе, па може би некогаш ќе го користи оној момент, па другиот партнер ќе го чека, дали на дожд, дали на снег, дали на јако сонце, пример еве. Сега имаме партнер кој што положува за кола. Освен што положува за кола, да речеме, некако се снаоѓа, купува кола. Јас познавам еден пар со кој што работев, тригер беше кога партнерката купи подобар телефон од партнерот. Па потоа може да биде добива унапредување на работа или добива нова позиција, каде што може би не е парична, еве пример, не е парична, но е статус. Може да е тоа, не знам, главна сестра на одел. Може да е раководител на маркет, може да е раководител на сектор, може да е менаџер на тим од 20 луѓе, независно добива на статус повеќе. Може да биде добива пари повеќе, заработува пари повеќе. Може да биде изгледа подобро. Ама тоа веќе све звучи Нешто. или води кон надпревар некако. Не надпревар. Зашто кога ние сме во врска, луѓето се менуваат и луѓето растат? Јас растам, ти растеш, цел овој тим расте. Сите растеме во оваа просторија моментално. Сите луѓе околу нас. Ма ние не растеме за да бидеме полоша верзија од себе, растеме за да бидеме подобри. Јас не познавам човек кој што се вработува на место менаџер човечки ресурси, ќе каже сега цел ми е за 10 години да, не знам, кафето да го правам овде во оваа канцеларија. Не, туку сите ние кога нешто правиме, настојуваме да бидеме подобри. Настојуваме за повеќе. Затоа што ни е убаво чувството на напредок личен кој што ние го имаме. И затоа ги дадов овие животни примери кои што, фала Богу, нереално да се случат во еден месец, ама ќе се случуваат, еве да речеме во X временски период. И сега кога личноста со која што ние сме во врска станува подобра, условно кажано, во здрав однос ние се радуваме, ние охрабруваме, ние даваме поддршка и сме тука да го делиме тој успех, дури доколку е тоа личен успех. Но во врска во која што ние се наоѓаме со партнер кој што има нарцисоидно нарушување на личност, ова може да биде голем тригер и може да биде тригер во однос на однесувањето. И тогаш може да се случи да се јави гаслайтинг, многу честа манипулација. Да речеме, тебе што ти ја покачија платата? Па добро, тоа сигурно затоа што, не знам, пример, некој одговор да добијат. Не затоа што ти многу знаеш таму да правиш, туку сигурно на сите им ја качувале, па и на тебе. Ти ја намалува вредност. Да, апсолутно. И тогаш веќе почнуваат практично да се случуваат онаа динамика која што апсолутно е нездрава. Многу често и се заборава. И е многу тешко. Да. И е многу тешко кога веќе поминало време, кога ние сме се заљубиле, кога веќе има чувства, има емоции во тој заеднички меѓупростор, многу е тешко прво веднаш да детектираме, веднаш да реагираме и е многу лесно да ние излеземе од ваква релација. Многу е тешко. Навистина. Едни од најтешките искуства е кога ние треба да излеземе од релација, кога имаме врска со нарцисоиден човек. Си имала такво искуство да споделиш? Јас лично не. Но сум имала искуства на клиенти, баш конкретно во моментов ми текнува, но ако тргнам да опишам, мислам дека многу е препознатливо и се плашам дека не би се чувствувала добро девојката ако тоа го сподела. Но да речеме дека искуство каде што навистина и беа потребни можеби месеци, пола година и повеќе, откако излезе од оваа релација, да навистина го заврши контактот. Тоа не застануваше, тоа не завршуваше. Од чија страна? Страната на партнерот, не од незината страна. Контролата. Јас никогаш нема да заборавам, вика Бојана, спијам
и јас вика живеам во зграда со X број ката, јас сум вика на високо да ти доловам. Јас вика некогаш спијам и се уверувам дека ги затварам прозорите и ролетните, затоа што имам чувство дека некаде може да ме види до тој степен. Затоа што она кое што следеше по завршувањето на врската беше она баш интензивно демнење на секаде. Инфилтрирање во сите можни аспекти од незиниот живот. И тоа раскинување и тоа одделување и прекинување секако заврши со забрана за пристап, но имаше веројатно и други проблеми кои што можеби ги имаше овој човек, но навистина беше тешко, во овој пример ми дојде вака прв. Но не мора да значи, може да се случи и раскинување и каде што се брише секаков контакт без одговор, да едноставно ги снема од животот на партнерите. И да нивното уживање го најдат затоа што другиот знае дека ќе се прашува, ќе се измачува, ќе тагува и нема да ги има одговорите и сатисфакцијата да ја наоѓа во тоа. Интересно. Така да нема еден одговор, нема црно-бел. Секој си има свој начин. Во интерес на времето, бидејќи не знам како ни пролета времето. Навистина? Да. Аз сме само на почетокот. Јас ќе морам да направам, драги мои, ова да биде и втор дел на оваа тема, затоа што сепак има многу што да се зборува, а ова беше една мала увертира на целава тема. Уна како заклучок што можеме сега иде во првиот дел да го дадеме. Не, прашај ме, те молам едно прашање, чекам да ме прашаш, мислам се надевав дека ќе ме прашаш. Ако не ме прашаш, еве сама ќе се прашам, затоа што е многу честа дилема, а тоа е како да препознаат кои од работите што се случуваат во една врска е нешто кое што е условно кажано нормална динамика, а што кога веќе зборуваме за нарцис, а што е нешто кое што се случува кога сме во врска со партнер кој што има нарцисоидно нарушување. Затоа што кога го почнавме разговоров, баш дадов пример за социјалните мрежи, дека даваат еден простор. Јас не знам колку профили до сега имам најдено, постојано ми излегуваат на луѓе кои што преживеале врска со нарцис. Многу профили има. И даваат своји лични искуства. Фала Богу, има и профили кои што се автентични, но и профили каде што јас читам и си викам, чекај малку, кој тука е нарцисот? Зошто? Затоа што не секој несогласување е нарцисоизам. Ако некој не се согласува со наши ставови, размислувања или тоа што правиме, не значи е нарцис, затоа што не може да ја види другата перспектива. Апсолутно може и да не се согласува со нас, иако е наш партнер. И партнерот има право да има лош ден, лош период. Кога некогаш не сака да не сослуша, кога некогаш нема капацитет да даде, затоа што веќе се потрошил можеби на друго место, затоа што ние иако сме во врска, и е тоа многу добра дијада, од друга страна ние имаме живот во кој што се вклучени многу други луѓе и многу други аспекти и се трошиме. Така да и партнерот има право да биде потрошен и да некогаш нема капацитет да не сослуша. Не значи дека не насака, не значи дека манипулира, не значи дека е нарцис, туку дека може да кажеме, може ли подоцна во текот на денот. Може ли утре да го поразговараме, ова ќе ми значи твоето видување, твојот фидбек. Ако некој партнер не кажува доволно те сакам или не гушка, не значи дека нема љубов. Сите луѓе различно ја изразуваме љубовта. Некој има поголема, некој има помала потреба. Многу пати го знам да го најдам тоа на социјални мрежи, дека нарцисот не кажува те сакам. Ако вашиот партнер не ви кажува дека ве сака, можеби ви покажува дека ве сака или ве кажува на друг начин. Но ако вие имате потреба дека те сакам како збор да го слушате, го имате, побарајте го, кажете. Слушај, забележувам дека не ми кажуваш често. Кажувај ми, сакам да слушам. А не веднаш да ние си кажеме, имам партнер кој што е нарцис. И секако манипулативно однесување. Автоматски не мора да подразбира дека некој има одредено нарушување на личност. Манипулатори постојат и постоеле. И многу е добро кога ние ќе препознаеме и знаеме како да се извлечеме. Жива глава. Да, но не значи дека партнерот е нарцис. И агресивно однесување исто така, насилно однесување, знае да биде многу често рака под рака со нарцисоидно нарушување, но не значи дека оној кој што е агресивен и кој што е насилен автоматски е нарцис. Туку агресивно однесување може да биде исто така присутно како елемент во една врска, без при тоа да другиот партнер биде нарцис. И секако добро е да знаеме како да ги препознаеме сите форми. Многу ми беше битно ова да го напоменам, затоа што ова се дел од работите кои што знаат да бидат присутни во една релација, добри и лоши,
ама не морат по дефолт да значат дека партнерот има нарцисоидно нарушување, иако на Инстаграм постовите тоа го кажуваат. Мислам дека денеска барам ако ништо друго научивме приближно што значи дијагноза ли да го наречам за нарцизам. Или далеко отидовме? Па види, ние можеме да кажеме некој човек е нарцис, Мгм. да, ама да, нарушување на личност. Категорија нарушување на личност. Драги мои, денеска научивме нешто ново околу нарушување на личност и Види, карактеристики не научивме, јас нејзини. мислам дека треба втор дел. Мислам дека треба да си закажеме уште од сега средба за второ видување, бидејќи темава е длабока и тешка и бара време да се разбере. Не е нешто што се учи од едно гледање на подкаст или еден разговор. Дефинитивно треба, ако нешто барем чувствувате, да се обратите на вашиот психолог, ако не, тука е мој психолог, да ви помогне да низ тие облаци видите малку и сонце. Како би сакала да те запамети светот? Еве вака со тема во која што збориме нешто приближно до тоа. Мене да ме запамети. Со која мисла еве од овој разговор денеска? Толку многу работи кажав, што сега мислите вака ми одат низ глава и тешко ми е да Собери ги, изберам собери ги. една, да. Како да ме запамети? Проверете пред било што ќе прочитате на интернет, да претпоставите дека е точно. Ете, одлично. Баш еве тоа. Проверувајте, не оставајте на тоа што се објавува на социјалните мрежи и консултирајте се со вашиот психолог. Бојана, многу ти благодарам денеска што одвои време и што барам начнавме околу темава за нарцизам. И се надевам дека повторно ќе се видиме, ќе бидеш расположена да не подучуваш и јас од тефтер да доаѓам и да запишувам. Може така? И јас треба да го имам тефтерот. Може. Океј. Драги мои, останете со добро расположение. Како што ја кажавме, проверувајте ги сите информации кои што ја гледате на социјалните мрежи, читајте и обавезно посетете психолог ако чувствувате дека имате потреба. А ние се гледаме до следниот подкаст. Чао, чао.